se čuje tvoj glas. Zemlja Makedonija, co vekovi porovena, dojde vreme, dojde čas, da se čuje tvoj glas.
Добар ден Маврово и Ростуше, добар ден Македонија. Почитувани кандидати за пратеници на ВМРО ДПМН и Коалицијата за Твоја Македонија. Почитуван носител на листата за пратеници Ѓорѓија Сајковски. Почитуван председател на ВМРО ДПМН и иден премиер Христијан Мицкоски. Почитувани присутни, почитувани коалициони партнери од Коалицијата Твоја Македонија, предводена од ВМРО ДПМН. Драги пријатели, браќа и сестри македонци, Македонија ги живее своите најтешки мигови. Државата е во хаос, институциите се парализирани. Ова не е Македонија што ја сакаш и ја заслужуваш. Овие избори се последна шанса за спас. Шанса во која можеш да веруваш, избор во кој мора да учествуваш. Македонија ти е едноставно одземена. И овие промени се за Македонија да биде повторно твоја, за да имаме систем кој функционира, за да има надеж и сигурност. Првиот чекор кон таа цел се овие избори. А сега го повикувам на сцена да ви се обрати кандидатот за пратеник Мевмет Џафери. Почитувани браќа и сестри, почитувани пријатели, почитувани мои сограѓани на општина Маврово и Ростуше, почитуван председател на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, почитуван генерален секретар и носител на изборна единица број 5 Ѓорѓија Сајковски. Пред се сакам да ви посакам добро дојдовте на овој настан кој се случува овде во срцето на нашата општина, во Долнореканскиот крај. Крај во кој живеат еден мирен, чесен и трудолюбив народ. Но многу напатен и намачен. Народ кој постојано ја гледа својата иднина надвор од своите огништа. Исто така сакам да искористам ова прилика и да искажам една голема благодарност за окажаната доверба од страна на председател на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, на извршниот и централниот комитет на партијата, да бидам кандидат за пратеник од победничката листа предводена од Ѓорѓија Сајковски во изборна единица број 5. Ветувам дека нема да ве изневерам. Ќе дадам се од себе, заедно со сите вас, да ја направиме Македонија достоинствено место за живење, за сите луѓе без разлика на нивната национална, верска или партиска припадност. Почитувани сограѓани, мора се стави крај на сивилото, нечесноста, неработеното и криминалот, на партиско фамилиарниот непотизам и незаконското владење, на самоволието и уништувањето на нашата татковина. Само така ќе можеме да донесеме подобар живот на сите нас. Сите заедно можеме и мораме да работиме макотрапно, со голем труд, верба и надеж дека Реканско-Мавриотскиот крај повторно ќе заживее. Условите за живот ќе бидат подобрени, секаде ќе има правда и правичност, солидарност, работа и честност. Ќе се врати до вербата во институциите, ќе имаме подобар живот за секој еден поединец, за секоја една група, за секој едно населено место без разлика колку е поголемо или е помало. Нудиме нова визија за младите, да градат иднина дома, да го зајакнуваме образованието, да го поттикнуваме нивниот талент, креативност и вештини, да го зголемиме младинското учество во процесите. Програмата Платформа 1198 предвидува 250 милиони евра поддршка за капитални инвестиции во сите општини. Економски ќе издигнеме нашата општина, ќе обезбедиме странски, но и домашни инвестиции, да се отворат нови производствени капацитети, а со тоа и нови работни места за жителите на Маврово и Ростуше. Со јавна визија и план се обврзуваме да обезбедиме услови за инвеститорите, за младите да останат и творат во родното место.
ќе обезбедиме економски развој и просперитет во нашиот регион. Заедно со новата влада, предводена од професор Христијан Мицкоски, како премиер и пријател на Маврово и Ростуше, ќе инвестираме во секој населено место, ќе се прават инфраструктурни проекти за сите села, ќе се градат патишта, водоводи, канализации, ќе отвораме нови патишта, ќе се реализират проекти од културата, спортот и ќе има проекти за подобрување на животната средина. Ќе ги вклучиме сите квалитетни луѓе во обнова на државата. Ќе работиме посветено сите заедно. Секој поединец ќе го најде своето место во државата, секој поединец ќе го даде својот максимум за доброто на својот народ. Со тоа ќе ја вратиме државата на единствениот собственик, а тоа е народот. Во програмата на ВМРО ДПМН, платформа 1198, предвидени проекти за во нашиот регион се проектирање, реконструкција и заштита на регионалниот пат Жировница Бошков мост, проектирање и изградба на нов мост преку реката Радика на местноста викана Ростушки мост, проектирање и изведба на канализациона мрежа и прочистителни станици во Мавровскиот регион, проектирање и изведба на развојни, туристички и индустријски развојни зони. Но е најважно од се за ова население. Ќе ги редефинираме надлежностите на националниот парк и ќе ја подобриме соработката меѓу населението и паркот во делот на приватните имоти. Ќе се ослободиме нашиот народ од многу неправди кои му се прават системски веќе повеќе децении наназад. Заедно со сите вас ќе испишеме нови успеси, развој, решенија и иднина за подобар живот за сите луѓе. Затоа сите заедно да се бориме за она што ни е најважно во животот на нашите семејства, нашата општина, нашата Македонија. Почитувани мои сограѓани, мора да бидеме и ние дел од големите промени, да бидеме дел од промените кои доаѓаат на 8 мај, да бидеме дел од големата победа на парламентарните избори на коалицијата Македонија повторно твоја, предводена од ВМРО ДПМН, да бидеме дел од победата на професорката Гордана Селјановска за председател на Македонија, да ја направиме Македонија повторно горда, да ја направиме Македонија повторно твоја, затоа да излеземе на 8, да гласаме за број 2, да сте ми живи и здрави, да живе ВМРО ДПМН, да живе Република Македонија. Ви благодарам. Го повикувам носителот на листата за пратеници на ВМРО ДПМН и коалицијата за Твоја Македонија во 5-та изборна единица, Ѓоргија Сајковски. Добар ден, Ростуше. Добар ден, почитувани членови и симпатизери на ВМРО ДПМН. Добар ден, победничко ВМРО ДПМН. Сакам да изразам благодарноста мои браќи и сестри што денеска тука се собравме и што ја давате константната поддршка на ВМРО ДПМН, бидејќи ВМРО ДПМН е единствената партија која што може, знае и која што ќе испорача и за Маврово Ростуше, и за Центар Жупа, и за Дебар, и за цела Македонија. Затоа верувајте во нас и поддршката треба да биде посилна, поголема, за да имаме поголема победа, онаква каква што заслужувате вие и каква што заслужува Република Македонија. Сакам да изразам голема благодарност до Општинскиот комитет, до местните комитети, да изразам благодарност до жителите и од Жировница, и од Ростуше, и од Скудрин, и од Присојница, и од Требиште, и од цел регион во Мавровски регион, и од Врбен, и од сите вас присутни тука, што заеднички рамо до рамо со нас ја водите оваа битка. Иако низ годините покажавме дека ние сме ВМРО ДПМН, партија која што е браник за македонските национални интереси и партија која што настапува со програма, партија која што доаѓа со отчет пред граѓаните и партија која што ќе води идната влада во Република Македонија.
Ние тоа го кажуваме затоа што и јас и вие верувате. Веруваме дека нашиот председател Христијан Мицкоски со својата посветеност, со својата љубов кон државата, со својата љубов кон партијата и секојдневното одвоено време за секој од нас ќе покажи во периодот што следи, како иден премиер на Република Македонија, дека може поинаку, може подобро, бидејќи ние знаеме како. Христијан Мицкоски, како иден премиер на идната влада во Република Македонија, ќе донесе и нови инвестиции, ќе донесе подобрување на инфраструктурата, ќе имаме подобро образование, ќе имаме повеќе за пензионерите. Затоа ние викаме, поддржете ја програмата, платформата 1198, бидејќи тука има за пензионерите, бидејќи тука кажуваме дека ќе дадеме 5000 денари веднаш по формирањето 3 месеци од формирањето на владата, 5000 денари во основицата на секој пензионер ќе има зголемување или во текот на целата година ќе добиете 60.000 денари. Но кажуваме дека ќе има зголемување на платите. Кажуваме дека ќе завршиме инфраструктурата во Македонија, бидејќи остана незавршено, остана и градско Прилеп незавршено, остана и извор Бошков мост незавршено, остана незавршен патот Кичево Охрид, останаа многу работи незавршени. Но ние тука ветуваме и во Ростуше, ветуваме и низ цела Македонија дека ќе завршиме патната инфраструктура и ќе направиме уште нова, многу нова. Ќе изградиме патот Букојчани Кичево, ќе го завршиме патот Гостивар Кичево, ќе направиме да има побрз проток на стоки и услуги, со тоа ќе дадеме можност на новите инвеститори тука да вложуваат во Република Македонија. Македонија мора да ја ресетираме, институциите да ги реорганизираме, да станеме репрезент во регионот, бидејќи денес не ни е срам во регионот. А тоа можеме да го направиме ако добиеме силна, недвосмислена поддршка, ако сите излеземе на овие избори, и оние кои што се дојдени од надвор, меѓутоа и оние кои што седеа дома во првиот круг, излезете, дајте ја поддршката за партијата која што ќе ја води Република Македонија следниот период, за партијата која што ќе испорача најмногу за македонските граѓани. Излезете за да може да ја градиме заеднички државата. Македонија да биде економски просперитетна, да биде правна држава, да ги искорениме криминалот и корупцијата, да им укажеме на оние сега што сакаат да направат подкуп дека со давање 2000 или 5000 денари на луѓето не се решаваат проблемите. Проблемите се институционални и така мора да ги решаваме. За да имаме правна држава, за да имаме економски просперитетна држава, треба да имаме влада која што може да испорача за сите и која што нема да биде уценувана од никого. И затоа тоа зависи од вас. Да ја донесеме Македонија да биде неуценувана, да излеземе во што поголем број, да ги победиме со пенкаловие криминалци и да донесеме влада предводена од председателот Христијан Мицкоски, што ќе донесе раст, развој и што ќе донесе правна држава. Почитувани браќи и сестри, ви благодарам за досегашната поддршка, ве уверувам дека ние ќе дојдеме пак тука, ќе дојдеме и со отчет, ќе дојдеме и со нова програма за локални избори, ќе дојдеме пак да ја побараме поддршката од вас и затоа можеме да ви гарантираме дека треба да верувате во оние кои што ве посетуваат, оние кои што сакаат да ви помогнат и оние кои што ќе испорачаат повеќе за овој регион. Бидете живи и здрави, да живее ВМРО ДПМНЕ, да живее Република Македонија. Браќи и сестри, го поканувам на сцената да ви се обрати председателот на ВМРО ДПМНЕ и иден премиер на Македонија Христијан Мицкоски.
Добар ден Ростуше. Добар ден и благодарно за овој фантастичен пречек. Може би временските прилики не ни се наклонети денеска, но тоа е берикет, како викаат. А тој берикет, јас сум убеден, според оваа емоција што чувствувам овде во просторијава, но и она емоција и енергија што чувствувам насекаде низ Македонија, дека на 8 мај ќе ни донесе историски резултат, подобар од оној кој што се случи на првиот круг претседателски избори. Сепак 2:1 резултат во однос на освоени гласови помеѓу идниот претседател професорката Гордана Силјановска-Давкова и досегашниот, сега веќе поранешен Стево Пендаровски, е нешто кое што за прв пат се случува во македонската демократска историја. Многу работи се изнаслушав овие 6 години од како сум претседател на партијата и многу работи како тие што ги замислиле не излегоа како што тие ги кажуваа. Можам да кажам слободно дека ништо не излезе така како што кажуваа. Сеќавам пред овие избори се изнаслушав многу глупости. Ке победела Гордана 45-50 илјади разлика, па после тоа со гласовите на овие, со гласовите на оние ке победел Стево Пендаровски, да ВМРО ке победело, па немало да прави влада, не знам што. За жал, на тие кои што ги конструираат овие гласини, а за среќа на народот во Македонија, ништо од ова нема да биде така, ништо од ова нема да се случи, само едно ќе се случи и тоа е реалност, а тоа е дека ВМРО ДПМН коалицијата Твоја Македонија ќе ја состават идната влада во Македонија, Гордана Силјановска-Давкова ќе биде идниот претседател. Сепак 183.000 разлика гласови е нешто кое што испишува историја. Како да се навикнавме последниве години ВМРО ДПМН заедно со народот да испишува историја. Така беше и пред 2,5 години на ние локални избори, кога за прв пат една коалиција, политичка партија во независна Македонија, од позиција на опозиција, заедно со народот, успеа да победи во мнозинството општини во Македонија, до свој мнозинство градоначалници, кога заедно со народот во Македонија започнавме да ја испишуваме историјата, после оној двоен триумф во првиот и вториот круг на локалните избори, таа историја продолжи да се пишува сега во првиот круг претседателски избори. Според она емоција, да се вратам на почетокот која што ја чувствувам на секаде Македонија, но и оваа енергија која што ја има овдека во просторијата, јас сум убеден дека таа историја ќе продолжи да се пишува и на 8 мај, а потоа ќе отвориме нова страница за Македонија и ќе ја направиме Македонија онаква каква што нашата генерација сонуваше да биде, ќе започне процесот на трансформација на Македонија. Доста беа порази, понижувања и грабеж, ќе отпочне Македонија со својот развој, да бидеме лидери во регионот, да се вратиме во првите 5 во Европа, онакви какви што бевме некогаш. Го имаме потенцијалот, мотивирани сме, знаеме како и убеден сум дека со вашата поддршка тоа е возможно. Вие бевте нашиот мотив изминативе 6 години. Ако се вратам наназад 6 години, можам да признам дека беше многу тешко. ВМРО ДПМН како политичка партија во тој период се соочуваше можеби со најтешкиот период. Поделена внатре, нападната од политичкиот противник, изолирана од надвор, пред судови, со блокиран имот и често пати сметка. За волја на вистината, ова не ми текнало на еве, сега се сетив овде во Ростуш, ние се уште во суштина имаме блокиран имот. Ние ке сме политичка партија единствена во Европа, можеби во светот, што победила на избори со блокиран имот од судот. Ние не располагаме со нашиот имот.
И замислете, победивме 2:1. Можам да замислам што ќе се случеше ако не беше така. Но тоа е реалноста. Реалноста човек мора да ја прифати, да се бори, да ја промени таа реалност. Нашата реалност е тешка. Денеска живееме во едно тешко политичко, длабоко мучуриште, за кое што се виновни и СДСМ и ДУИ, нивните измекери од СДСМ. Многу нема да им посветувам внимание ним. Денеска одлучи во Ростуш и за нив да не зборувам. Предпоставувам, вие многу подобро знаете од мене што се случуваше. Но изминативе некако 30 дена кампања и претходно би рекол пред кампања и трибини и состаноци со граѓаните, мислењето е единствено. Народот е обединет околу промени, овие се лоши, треба да се променат и да си одат. И затоа нема да зборувам за сето она кое што се случуваше овие 6,5, сега на 1 јуни му доаѓа 7 години од како ја формира владата. Само ќе зборувам за неколку работи кои што ценам дека се важни да ги потенцирам овде во Ростуше, пред жителите на општина Маврово и Ростуше, и мислам дека се многу битни за тоа како ќе се движат работите во иднината. Јас сум свесен дека посебно ДУИ во овие денови ќе прави жесток притисок на два начина: преку институциите и преку пари кои што се крадени од вас. Точно знаеме што прават низ Македонија, точно ги знаеме менувачниците во Тетово, во Гостивар, во Чаир, каде што се разменуваат стотици илјади евра во денари и потоа се расеменуваат. Но јас знам дека во општина Маврово, Ростуше, живее горд, достоинствен народ, честен народ, домакини луѓе, кои што држат до себе, кои што знаат каква иднина треба да имаат, знаат каква иднина сакаат, а убеден сум дека во таа иднина нема место за криминалците од Демократската унија за интеграција и Али Ахмети и нивните измекери, малкумина кои што се дел од раководството на СДСМ. И затоа сум убеден дека овој народ овде нема тоа да го прифати и дека овие наши браќа и сестри овде ќе застанат, ќе се обединат околу процесот на промени, ќе застанат позади ВМРО ДПМН, коалицијата Твоја Македонија и идниот председател Гордана Силјановска Давкова, и заедно ќе ја испишеме таа историја. А јас ве уверувам дека сум многу озбилен и одлучен во намерата после победата на 8 мај и после формирањето на владата многу сериозно да се занимавам со овие криминалци од ДУИ и нивни измекери од СДСМ. Затоа што мора да дојде крајот. Многу не подценуваа овие 6 години, но некако сега последниве денови да им станува јасно во суштина што се случува и што ќе се случува. И сега веќе стравот работи. Кога ќе се соочите со вистината, стравот работи, а кога работи стравот, тогаш често пати грешите. Правите грешки бидејќи носите одлуки не на основа на анализа и рацио, туку на основа на емоција. А кога човек носи одлуки на основа на емоција, без исклучок прави грешки. Па така и тие. Јас никогаш понервозни не сум ги видел, никогаш истовремено и поуплашени не сум ги видел, посебно од раководството на ДУИ во изминативе повеќе од 20 години. И затоа во еден таков севдах на страв, помешан со некоја лажна сила и енергија, ќе ги слушнете како се само храбрат, како навредуваат, како се закануваат, но нека ги. Имаме ние поголемо срце, отколку што тие можат и да помислат и да сонуваат. Тие нека продолжат со нивните навреди закани,
ние ќе се работиме од човек на човек, лице в лице, ќе стегнеме секоја рака, ќе замолиме за поддршка, па дури и тие кои што не критикуваат, и до нив ќе допреме, и нив ќе ги замолиме, затоа што овој пат одлучуваме за иднината на нашите семејства и иднината на нашата татковина. Тие одлучуваат за својата иднина, дали преку Google Maps ќе го бараме Мала Речица или Идризово. Мала Речица ја најдовме, не знам дали тие го најдо Идризово. Ке треба да ги прашаме кога ќе истекне. Во овие денови кои што следат, сакам да предупредам на 3 многу важни работи. Првата работа е ќе доаѓаат овдека политичари кои што ќе се представуваат како опозиционери. И тие на бранот на антивладиниот глас, кој што го создадовте вие, кој што го создаде ВМРО ДПМН, ќе се обидат да манипулираат со вашиот глас и да велат гласајте за нас, секако ВМРО ДПМН е победува и ние сме со нив во коалиција. Сакам да знаете дека тоа не е точно. Дека раситнувањето на антивладиниот отпор, раситнувањето на антивладиниот глас е само во полза на владините коалициони партнери. Не смееме да дозволиме да се раситни отпорот, не смееме да дозволиме расеменување на тие гласови, бидејќи ние овде во 5-та изборна единица се бориме за 11-тиот пратеник. Ние имаме 10 сигурни според првиот круг председателски избори, сега се бориме за 11-тиот, зошто да не е и 12-тиот пратеник. Тие ќе ни бидат многу важни, затоа што при формирањето на владата, колку повеќе пратеници имате, толку вашата позиција ќе е подцврста и толку програмата платформа 1198 ќе биде реализирана. Затоа е многу важно да не дозволиме расеминување, да не дозволиме раситнување на отпорот и да ги групираме гласовите околу победничката коалиција, тоа е коалицијата Твоја Македонија предводена од ВМРО ДПМН. Сега веќе за председателските избори е јасна опцијата, таму имаме еден провладин кандидат, тоа е Стево Пендаровски и опозицијскиот кандидат Гордана Силјановска-Давкова. Уште полошо е што овие така наречени антивладени политичари или проопозицијски политичари јасно не ја даваат својата поддршка на 5 дена пред изборите за единствениот опозицијски кандидат, тоа е професорката Гордана Силјановска-Давкова. Мумлаат, вртат лево, десно, вака, така, не знам што, не знам како некои политичари од минатото, кога талкаа низ времето, па го бараа семето по жица, одеа и така натаму, направија све спротивно од тоа што го кажува. Затоа ве молам, овде во Ростуше, во општина Маврово и Ростуше, ве молам да се прошири ова, дека секој глас надворот, вистинската опозиција, силата која што може нешто да направи, која што може да ги промени работите, да ја трансформира Македонија, е глас во суштина даден за владините партнери, овие од ДУИ и овие нивни измекери. И на тој начин не им мисла добро на Македонија. Мојата втора порака е до оние кои што останаа дома и кои што мислат дека на тој начин ги казнуваат политичарите, велејќи сите се исти. Не сме сите исти, тоа го покажавме изминативе 30 месеци, како генерација на локално ниво, каде што имаме повеќе од 42 градоначалника, во околу 50 на општини сме дел од локалната самоуправа, покажавме дека со минимални средства под притисок на централната влада може да се направат многу проекти, да се направат работи кои што навистина некој не ни можел да ги сонува, се направени во општините низ Македонија. И покажавме дека не сме сите исти, 30 месеци нема ниту едно основано сомневање за било каква злоупотреба, сторен криминал или ниски страсти. Додека за власта имате на дневна основа по 2 до 3, некогаш и повеќе такви скандали кои што се поврзани со криминал, со корупција, со ниски страсти. Затоа е многу важно вие
почитувани наши сограѓани кои што одлучивте првиот круг сите нас политичарите да не казнувате, во суштина се казнувавте себе си. И ви замолувам да излезете овој пат на избори, да излезете масовно. Јас би сакал да го заокружите бројот 2 и би ве замолил да излезете и да го заокружите бројот 2, да ја направиме заедно Македонија горда и твоја, да бидете со нас на бранот на промените, но за кого и да заокружите, само излезете и заокружите. Одвојте 10 минути од вашето време, бидејќи седејќи дома и барајќи изговор дека сите се исти, дека сите се вакви или такви и после избори ќе си отидат и ќе крадат, а ние тука едва крај со крај ќе го поминуваме месецот, не е точно. Не сме сите исти, имаме план, имаме визија, имаме стратегија. Погледајте, ја ве молам, нашата програма 1198, таа е плод на вас, на граѓаните. Вие сте суверен од оваа наша заедничка татковина Македонија. И тоа не е плод кој што е разработен само за овие избори. Тоа е плод на сите оние средби лице в лице, на сите оние трибини, на сите оние состаноци кои што ги имавме изминативе години. И тоа е решение на реалните проблеми на граѓаните. Ние не ветувавме многу, бевме дисциплинирани, бидејќи чуда се невозможни, ние не сме чудотворци, не сакаме да зборуваме невистина. Тоа што е таму ветено е навистина нешто кое што ќе го реализираме. Дел од работите кои што таму се ветени ги спомена моите претходни говорници овдека, но навистина направивме едно капитално дело кое што е начитанка, кое што е одговор на многу реални проблеми. Затоа ве молам, немојте да седите дома. Така му помагате на Али, за да може некој ново голобрадо момче да купи нов трговски центар во Скопје за неколку десетици милиони евра. Така му помагате на брат му на Артан да купи уште неколку дуќани во поголемите градови низ Македонија вредни неколку милиони евра. Така помагате да сватовите на Али да купат уште еден Rolls-Royce, уште еден Мерцедес, уште еден Бентли, уште еден Range Rover Jeep и така натаму и така натаму. Така помагате седејќи дома да тие политичари продолжат да го делат народот во Македонија по етничка, по верска основа. Седејќи дома, вие не учествувате во креирањето на иднината на вашите семејства и нашата заедничка татковина. Криминалот нема етничка припадност. Или си криминалец или не си. Не може сега малце ќе крадеме од македонците, па не сега утре ќе крадеме малце од албанците, па задутре од турците. Тоа така не може. Тие не крадат сите нас, за да тие живеат во палати и хациенди како блискоисточни шеици, додека вие едва крај со крај врзувате, ви се празни крајот, се опустошува, селата се одамна празни, сега почнуваат и градовите да се празнат, и затоа треба да ја земеме судбината во своји раце, да одвоиме 10 минути и да гласаме. Ги гледам овие поранешни голтари, а сега мултимилионери кои што се дел од раководството на ДУИ, како ме обвинуваат мене кога ги напаѓам за криминалот што го прават и кога јасно им ставам до знаење дека после изборите ќе следи процес на одговорност, дека ме обвинуваат јас сум бил шовинист, антиалбанец и слично. Не, јас сум антилоповите од ДУИ. И тоа е мојата матрица и ќе продолжам да се борам против тие лопови кои што ги опустошија и албанските села, и македонските, и турските, и сите останати села во Македонија, но и градовите. Против тие лопови политички криминалци кои што ги полнат автобусите со млади, кои што сега на дневна основа напуштаат Македонија работејќи сезонски во некои од градовите туристички или некаде таму по Европа, Америка, Австралија и Канада. Да, против нив ќе бидам затоа што не сакам народот да слуша романтични, национални приказни од пред 20-30 години, а од друга страна, секоја вечер кога ќе дојдат дома си ги гледаат банковните конта, дали се во 7 или 8 цифри во евра. Не сакам такви луѓе околу мене и не сакам повеќе да гледам на политичката сцена такви луѓе. Ние сме ВМРО Народна партија, ние сме партија од народот и денот го поминуваме со фармерки джемпер заедно со вас и така ќе го поминуваме се додека Македонија не го добие она кој што и припаѓа, а тоа е да биде најразвиената и најубавата за живење држава на Балканот и една од најубавите во Европа.
Имаме браќа и сестри предиспозиции, ги имаме овие прекрасни убавени кои што ги има реканскиот крај, имаме прекрасни убавени кои што ги има и источниот дел од државата, Мелешевијата, Пијанец, прекрасна е Македонија, и Овчеполието, и Пелагонија, прекрасно и Струмичко поле, прекрасно и Стогово и Бистра. Имаме навистина преубави природни убавени, тука се езерата, никако не смееме да ги заборавиме. Прекрасно историско и културно наследство кое што можеби ниту еден народ, ниту една држава го нема на Балканот и во Европа. Приказна која што трае милениуми, која што многу лесно може да инфицира секого во Европа и во светот. Ние немаме плажи како Копакабана во Бразил, немаме облакодери како во Дубај, но тоа што ние го имаме, нашето прекрасно домакинско срце, да бидеме гостолюбиви на секој оној кој што ќе дојде, кој што ќе не посети, да му дадеме дел од нашата душа, дел од нашето воспитување и карактер. Ова наша прекрасна убавина, планините, езерата, полињата, тоа го нема никаде во Европа. Затоа мора Македонија да го добие оној сјај кој што го заслужува, а со програмата 1198 или платформа 1198, јас ви уверувам дека тоа ќе го направиме. Освен мојот збор, јас друго немам сега, никаков инструмент и никаква алатка да ви кажам. Мојот збор е овде пред вас, дека тоа што е содржано во таа програма платформа 1198 ќе биде реализирана. Може би некој си вели, добре, момче, си ја кажа приказната, сега ќе си одиш, ќе те видиме за 4 години како и сите други политичари, но веруете ми дека нема да биде така. Дека нема да биде како да сега. И трето, сакам да порачам и да испратам една силна порака од овде. Од Ростуше, од општина Маврово и Ростуше, до сите наши сограѓани од диаспората, до сите наши сограѓани овде во Македонија, да ни се придружат во овој бран на промени. Секој еден човек е важен. Секој еден човек го повикувам да одвои 10 минути од своето драгоцено време, да излезе и да гласа. Затоа што на тој начин, колку победата е поголема, толку и одговорноста код нас политичарите ќе биде поголема. Ние сакаме во иднина да бидеме најотчетната и најтранспарентната влада што некогаш постоела не во Македонија, туку и пошироко. И верувајте дека тоа ќе го направиме. Затоа што сме мотивирани силно, затоа што имаме план и затоа што имаме визија. Затоа ве молам, браќи и сестри, излезете на 8 мај, заокружете го бројот 2, гласете за горда Македонија, гласете за твоја Македонија. Да сте ми живи и здрави, да ни е вечно Маврово и Ростуше и да ни е вечна нашата Македонија. Ви благодарам од срце. Што си и сака светот да го промениш. Важно е, ти си клучот за се. Ти што имаш надеж, бори се. Заедно иднина ке створиме. Бори се, сега изборот е. Ова наша